Што се случувало во Агенцијата за разузнавање минативе години? Одговор на ова прашање засега нема од обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Од таму за телевизија Алфа единствено велат дека постапката била во предистрага и повеќе детали во овој момент не можело да се откриваат. Во рамките на предистражна постапка што се води во основното јавно обвинителство ГОК, се врши увид во документацијата на Агенцијата за разузнавање и анализа на прибраните материјали, пошто ќе биде донесена јавно обвинителска одлука. Во овој момент обвинителството не е во можност да споделува повеќе детали за текот на предистрагата. Она што засега го знае пошироката јавност е дека обвинители и истражители влегле во македонското разузнавање пред неколку месеци. Покрај во разузнавање се уште не е познато до каде е постапката на обвинителите и во Агенцијата за национална безбедност. Инаку во текот на оваа недела 6 пратеници, членови на Комисијата за надзор на работата на АНБЈ, кои поседуваат безбедносен сертификат, беа во посета и увид на двете агенции. Ова доаѓа од како беше објавен скандалот дека во периодот од 2019 до 2024 година имало нелегално следење и преслушување. Според информациите, во прв ред најследен бил актуелниот премиер, тогаш лидер на опозицијата Христијан Мицкоски, вице-премиерот и министр за транспорт Александар Николовски, поранешниот министр за внатрешни работи Оливер Спасовски, контроверзната поранешна шефица на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција Вилма Русковска, бизнисменот Орце Камчев, новинари и други јавни личности. Поради овие сомнежи обвинителството за гонење организиран криминал и корупција на почетокот на минатиот месец отвори предмет кој е во предистражна постапка, но повеќе детали не може да соопштат поради тајноста на документите.